Колку толку информирани сме што е хепатит С и какво заболување представува, но она што не го знаеме е начинот на трансмисија на оваа болест. Ако во земјава се сметаше дека трансмисијата на ова заболување е резервирано само за наркозависниците корисници на интравенозни дроги и машката геј популација, тоа не е точно. Дури 60% од заболените хепатитот го добиле како резултат на козметички третман. Трансмисијата во Република Македонија и во Република Србија, односно во бивши југословенските земји, како и во Европа, не е само од овие два ризични фактори или две ризични групи кои постојат во Република Македонија, туку 60% од заразените можат да бидат, значи, и од останатите делови како што се маникир, педикир, салони за убавина, салони за тетовирање. Денешната регионална работилница која организира Хепарцентарот од Битола и Хронос од Белград имаат за цел да го едуцираат населението за ваквиот начин на трансмисија на болеста, бидејќи ризичните групи сепак повеќе се едуцирани од останатите. Во Србија Хронос веќе презеле иницијативи и преку семинари едуцирале 31 козметички салон. Во Македонија тоа допрва ќе следи. Она што се не ради у козметичким салонима, она што не се прави во козметичките салони, би требало е тоа што инструментите наменети за една употреба поради профитот не се користат правилно. Ке им порачам на младите девојки кои ги надоградуваат ноктите или прават педикир и маникир. Откако ќе им стават нокт, инструментот треба да се фрли бидејќи тоа е за една употреба. Постои можност да сте се заразиле со хепатитисни вируси. Во земјава бројката на заболени се движи од 30 до 60.000, додека во Србија според Светската здравствена организација таа бројка е 500.000. Хепарцентарот најави соработка со Министерството за здравство во наредниот период во изготвување на национална стратегија за борба против хепатитисот С, изработката на регистар на заболени како и воведување на нова терапија за болните.